Почитувани присутни, почитуван представничке на UNDP во Република Македонија, Луиза Витон, Ваша Екселенција амбасадорке, почитуван амбасадор на Европската Унија во Република Македонија Самуел Жбогар, почитуван министар за локална самоуправа Сухел Фазлиев, почитуван заменик министар за локална самоуправа Дејан Павлевски, знам дека е тука некаде со нас, заменик министерот за финансии госпоѓа Шерета Елези, почитувани градоначалници, раководство на ЗЕЛС, почитувани представници на локалните самоуправи во Република Македонија, гости денеска присутни, почитувани медиуми. Владата на Република Македонија е цврсто определена да овозможи рамномерен регионален развој и квалитетен живот за сите наши граѓани во ова наша убава земја, без разлика дали живеете во град, село или мало населено место. Граѓаните на Македонија имаат исти потреби и исти права. Имаат потреба од квалитетна вода, од чист воздух, од чиста околина, од безбедни патишта, болници, градинки, училишта, достапни социјални сервиси, имаат потреба од соодветна институционална грижа. Кога ќе речат дома, под свој дом треба да ги чувствуваат не само куќата и станот во кој живеат, туку и малото и општината. Затоа што заедницата е таа која што солидарно може да овозможи спокојни и стрекни луѓе. Општините се заедници каде граѓаните блиско комуницираат и соработуваат меѓу себе. Имаат потреба од отворени врати за соработка со институциите кои што имаат законска обврска да го помогнат нивното секојдневно функционирање. Затоа клучно е да ги вклучиме граѓаните во носењето на одлуките. Демократијата е локална. Луѓето се тие кои најдобро знаат што им е ним потребно. Ако како одговорни раководители, кои добиле чест од нив да водат, разговараме со нив, ако ги слушаме, и тие ќе разговараат со нас, и тие ќе не слушаат. Така ќе постигнеме меѓусебно разбирање, што е приоритетно за нив, што е поприоритетно за средината, како тоа да се направи, што е возможно да се направи и секако и во кои рокови. Слушајте ги луѓето и разговарајте со нив. Тоа е мојата прва и клучна порака. Затоа што, почитувани представници на локалните самоуправи, ние ја добивме довербата сите од граѓаните. Ние на централно ниво, вие градоначалниците на локално ниво. Тие, нашите сограѓани, со тоа што дадоа подршка на ваквиот начин на функционирање кој што сите го најавивте. Низ граѓански собири испратија порака дека се подготвени да превземат и одговорност за решенијата на непластените локални проблеми. А знаеме, можеме и ќе работиме сите, заради тоа што навистина е почеток на нашите мандатни обврски. Затоа неопходен е локалниот развој. Неопходно е општините да станат поефикасни во давањето услуги за секого на транспарентен, отчетен и инклузивен начин. Процесот на децентрализацијата е нормативно заокружен уште од 2005 година, но општините се уште не се целосно функционални, не се финансиски стабилни. Република Македонија е се уште една од фискално најцентрализираните држави во Европа. Бев градоначалник, знам, со исклучок на неколку поорганизирани општини, со поголеми ресурси и кои што имаат среќа да ги раководат одговорни кадри. Поголем дел од општините, за жал, се соочуваат со финансиски проблеми. 20 општини се дури и со блокирани сметки. Постојат огромни разлики во развиеноста на нашите општини во Македонија. Сето тоа се одразува на квалитетот на јавните услуги на локално ниво, од што директна штета имаат луѓето кои живеат во нив. Потребни се финансиски средства, но потребна е пред се политичка волја за вистинска децентрализација на власта. Јас како премиер и владата која што ја предводам се оврзавме да ја зајакнеме децентрализацијата, да овозможиме максимално можен трансфер на надлежностите од централно на локално ниво и тоа да го сториме со соодветен трансфер на финансиски средства за нивно извршување. Ние сме одлучни во тоа, иако знаеме дека тоа значи развластување на централната власт. Оваа влада е навистина подготвена да спроведе вистинска децентрализација на власта во Македонија. Прво,
веќе предвидовме зголемување на средствата за рамномерниот регионален развој. Иако ќе зборуваат представниците на владата овде, јас ќе кажам само неколку бројки. Директно, вкупно зголемување на средствата во Министерството за локална самоуправа и во Бирото за рамномерен регионален развој за 2018 година е 107 милиони денари или за 47% повеќе во однос на 2017 година. Така ми напишале, но верувам дека до 200 милиони стигаме заедно со Бирото за регионален развој. Нашата цел е да се достигне законски предвидениот износ од 1% од бруто домашниот производ. Тоа се 100 милиони евра на годишно ниво за рамномерен регионален развој. Тоа значат огромни структурни промени во севкупното владење во Република Македонија и на централно и на локално ниво, ако сакаме да го стигнеме процентот кој што е присутен во законот кој што е донесен уште во 2008 година. Работиме на воспоставување систем во сите министерства и во општините со помош на швајцарската амбасада за алоцирање на вкупно извоените средства за регионален развој и нивно следење како тие се распределуваат по регионите. Второ, знаеме дека се важни за општините блок дотациите. За блок дотациите, наменските дотации и ДДВ-то предвидовме зголемување повеќе од 930 милиони денари за 2018 година или за нешто околу 5% повеќе средства во однос на 2017 година. Дополнително со две одлуки на владата од месец август се формира работни групи на Министерствата за финансии и за локална самоуправа со цел да направат проценка за можноста за зголемување на зафаќањето од ДДВ-то од постоечките 4,5% на 6%, кое што е долгогодишно барање на ЗЕЛС преку ЗЕЛС од страна на општините. Ке се направи редефинирање на начинот и критериумите за распределбата на наменските и блок дотациите кон единиците на локална самоуправа. Значи, само по основ на овие две ставки, рамномерен регионален развој и трансфери во единиците на локална самоуправа од 2018 година, издвојуваме повеќе од 1,1 милиарда и 100 милиони денари плюс пари, или некаде повеќе од 15 милиони евра повеќе во однос на 2017 година. Трето, знам какви тешкоти во функционирањето имате поради наследените долгови на општините. Од несериозниот однос на претходната власт кон локалната власт. Апелот беше постојано испратен, но за жал се немаше слух за тоа. Ке направиме репрограмирање на долговите на општините по поволни услови со многу ниска камата и на доволно долг рок, за да помогнеме како централна власт, да ги одблокираме општините, да може да работат и да го избегнеме трупањето камати по основ на долгови. Тоа е наша цел. Наша проценка е дека само општините должат некаде повеќе од 250 милиони евра. Целта е да државата преку ефтини кредити од 2,2 до 2,5% во моментот со кој што преговараме, да го земе кредитот, да ги исплати долговите на општините, а општините во долгогодишни ануитети со 20 години рок на доспевање комплетно ги враќат овие средства, заради тоа што затезните камати кои што ги плаќаат општините се поголеми дури од 13% на годишно ниво. Почитувани градоначалници и представници на локалните самоуправи, на почетокот на вашиот мандат сте. Ке споделам со вас некои искуства со оглед дека водев општина која што успешно функционираше и тоа во еден исклучително тежок период. Јас како градоначалник немав поддршка од централната власт. Сакам да знаете сите, без разлика дали доаѓате од некоја политичка партија, сте независни градоначалници, вашата влада на Република Македонија ќе има целосно рамноправен третман према сите општини, по критериуми, по нормативи, по правила, транспарентно и достапно за сите. Ги имате целите во вашите програми. Дозволете да ве води мотивот да успеете, затоа што личниот успех е успехот за граѓаните, од кој ја добивте довербата да ја водите локалната самоуправа. Бидете секогаш добро информирани за реалните состојби со проверени факти, лично вие. Вистинското детектирање на проблемите значи половина решение. Соработувајте успешно со институциите. Преку контакти засновани на почитување и доверба, трпеливост, квалитетно работење, професионален однос. Каков и да е одговорот на вашите барања,
тропнете повторно, не се откажувајте, обидете се повторно со нови факти и аргументи дека тоа што го барате е за добро на граѓаните. Комуницирајте со граѓаните и со граѓанското општество, искрено и со почит. Само така ќе ја добиете довербата, така ќе ви веруваат. Најважно е да ви веруваат. Тоа значи да бидете точни на закажаните термини, да не им го ограничувате времето кога ви го кажуваат нивниот проблем и ја бараат вашата помош. Да им се посветите целосно, сконцентрирано, со длабока искреност во споделувањето на што и да е нивната мака или пак нивната радост. Граѓаните се нашиот приоритет, тие се наша должност. Заради нив постоиме и заради нив функционираме. За нив секогаш мораме да најдеме време. Тие не смеат да чекат. За нивните проблеми и барања не мора да слушате само во вашиот кабинет. Излезете на терен, заедно разгледете ги можностите и наоѓајте начин за практично решавање на проблемите директно на терен со граѓаните. Излегувајте и само иницијативно, не само по барање на граѓаните. Не седете во кабинетите, прошетате по улиците и сокаците, сами ќе ја констатирате актуелната состојба во градот и во населените места во нашата земја. Влезете меѓу општинската администрација да слушнете како тече секојдневно работата, со каков проблем и тие се соочуваат. Потребна е максимална одговорност кон граѓанските здруженија за нивните идеи и предлози. Тие се нашите партнери во креирањето на политиките на сите нивоа. Практикувајте ги собирите со граѓаните во местните и урбаните заедници. Граѓанските буџетски форуми во време кога се подготвува општинскиот буџет се потврдија досега како најдобар начин за нивно учество и за соодветен развој на општината. Транспарентно и отчетно работење мора да биде наш заеднички приоритет. Работете честно, посветено и одговорно. Да покажете дека ја сакате вашата општина, за да ја сакаат и граѓаните. Ќе ја чувствуваат за своја, која ќе ја препознаат вашата заложба и отвореност, дека се потребни, дека заедно со нив граѓаните ја градите и ја развивате нивната заедничка со вас општина. Секогаш бидете отворени за бизнис секторот. Во рамките на вашите надлежности и општински политики помагајте го нивниот развој, а тие ќе вратат со нови работни места, задоволни граѓани, но и полнење на вашиот општински буџет. Бидете дел од настаните што се одржуваат во општините. Одете на приредба во детска градинка, но и на манифестација во организација на државни и меѓународни институции и организации. Гледајте да бидете вистински мајки или татковци на општините со кои што водите. Покажете подеднаква почит кон сите категории граѓани и кон сите институции. Заедно делете ги убавите и тешките моменти со граѓаните, бидете пријатели и во добро и во лошо. Јас лично верувам во секој од вас. Ја имате сите без исклучок мојата поддршка и поддршката на владата на Република Македонија. На крајот, дозволете да изразам благодарност до UNDP, Европската Унија, нашите пријатели од амбасадите кои ни помагаат во демократскиот и локалниот развој, споделувајќи ги несебично со нас европските вредности, бидејќи Европската Унија и НАТО, тие се нашата иднина како граѓани и како држава. Ви благодарам на сите.